значи нашиот став е конкретен и она што го повторивме во медиумите пред некоја недела. Кажавме дека сите процедури во студентскиот парламент се запазени согласно статутот на УКИМ, согласно статутот на студентскиот парламент и согласно актите на нашата организација. Студентите, 10 студенти представници се избрани од легитимни представници во студентскиот парламент на тајно гласање согласно нашиот правилник. И тука нема никаков проблем. А кога биле тие избори? Тоа е на собрание. А кога се случиле? Значи, јас кажав, ако сакаат медиумите да ги добијат дополнителните информации, можат да се обратат кај нас, за да им дадеме детали. Бидејќи вака, ако ви кажам, нема ништо да значи таа информација. Нема никаков проблем. Еве ви кажувам, значи, еве ви кажувам за точната дата, за точните документи околу изборот на сенаторите, повелете, писмено обратете се до нашата организација, ќе ги добиете сите информации. Мислам дека ова што тука се прави е непотребно и дека не може да се квочи работата на ректоратот и универзитетот поради вакви небулозни причини. Јас не ги организирав студентските избори, тоа го прави изборната комисија на студентскиот парламент и органите на студентскиот парламент. Вака сега, значи да ви кажам, во надлежност на комисијата изборна е се изборите на студентскиот парламент. Сега ќе се одржат изборите на 30. Јуни, да. Да. Значи, согласно статутот, тоа е све во согласност со нашиот статут, тоа е во согласност со нашите правни акти. А дали е точно дека последните избори се имаат случајно во 2012? Вака сега, значи, јас кажав да и на медиумите им дадов образложение зашто сега конкретно се случуваат изборите за студентскиот парламент и ве уверувам дека е тоа согласно нашите правни акти. Знаете зашто ве прашувам? Бидејќи главен аргумент на студентите и заради оваа блокада е нивното тврдење дека наводно членовите од студентскиот парламент и председателот се нелегитимни бидејќи биле со истечен мандат. Вака ќе ви кажам една информација. Студентите сега што се бунат, што се тука, не знам ни кои се, ни како се, ни колку се, имаа време да се појават и да дојдат во студентскиот парламент. Јас ги поканив неколкукратно и по состаноците што ги државме, да дојдат, да се видиме и доколку има некаков проблем, да седнеме на маса и тоа да го решиме академски. Никој од нив не дојде на таквата покана моја. Јас сум председател согласно статутот, толку колку што ми предвидува статутот, колку што ми дозволува. И јас кажав, значи дека е све во согласно со статутот. Повеќе коментар не можам да дадам. Еве сега една работа. Избори за студентскиот парламент, тоест председател на студентскиот парламент, се одржуваат на 30, а понатаму, значи околу студентските парламенти на факултетите, тоа ќе биде надокнадно ќе добиете информација од студентскиот парламент. Како статутот тоа го објаснува? Проверете го статутот, видете ги документите и ќе видите дека е све во ред. Пред се јас сум и веде назначен. Како се викате ви? Кирил. Кирил Спировски. Ви благодарам. Мислам дека беше доволно. Ви образложив тоа што ви интересираше.